Не само што изумираат занаетите, полека почнува да ни се осипува и населението. Македонија не е единствена и е една од многуте држави во Европа која што од година во година го губи бројот на своето население под присила на миграцијата, затоа што младите луѓе се селат во западноевропските земји. Наталитетот опаѓа, нацијата старее. Што размислуваат на оваа тема и како размислуваат оние кои што всушност се грижат за да се зголеми природниот прираст во државава. На оваа тема колегата Стефче Митревски го имаме од Битола со неговиот соговорник доктор Таше Трпчевски, кои што ќе ни кажат што се треба да направиме за да барем го намалиме малку, да намалиме оваа бела чума која што ни се случува во Македонија. Се надевам дека Стефче веќе го имаме на линк. Стефче, добар ден за тебе и за твојот гостин. Па да, тоа не е констатација само од денеска или од вчера. Тие се показатели децениски кои кажуваат дека нашата нација старе, дека наталитетот забрзано ни опаѓа. Кои се причините, освен она како фактори што влија и селеништвото и заминувањето на младите, ќе го прашам нашиот гостин, битолскиот гинеколог Таше Трпчевски. Добар ден, ви благодарам на поканата. Денеска очигледно е дека сме соочени со една застрашувачка општествена промена, тоа е падот на стапката на плодноста. Сето тоа ќе доведе до намалување на бројот на населението. Како што знаете, планетата има околу 8 милиарди жители и во наредните неколку децении, доколку продолжи овој тренд на пад на наталитетот, ќе се соочиме со драстичен пад на населението. Едно познато списание или журнал Lancet објавува дека плодноста глобално опаѓа или така наречениот Total fertility rate или вкупната стапка на плодност станува се повеќе под прагот на обнова на населението. Ова се случува после 21 година, 2021 година, и ако продолжи овај тренд, ќе имаме вистински импликации во општеството. Во тој случај ќе имаме голема реконструкција на глобалната економија, ќе имаме импликации во сите држави кои што се засегнати, а веќе половината од државите се засегнати со овој проблем, и ќе имаме нарушена рамнотежа на сили и секако ќе биде потребна реорганизација на општеството. Ова го велам заради тоа што група напредни здравствени работници кои се занимаваат со здравјето на човекот констатирале дека вкупната стапка на плодност ако опадне под 2,1 дете на жена, тогаш ќе имаме вистински проблеми со стабилноста на населението. Во тој случај и со оглед на тоа дека медицината напредува доста, луѓето се постари, значи имаме подолг на живот, а наталитетот ни се намалува, ќе имаме многу помалку млади луѓе, а ќе имаме повеќе стари луѓе. Старите луѓе прават трошок, младите се тие кои што го диктираат производството и богатството, и во тој случај сите, особено западните земји кои што сега имаат стапка под 2,1 дете, со тенденција да се намали на негде 1,5, 1,3 или 1,1 во 2100 година, сето тоа ќе ги има оние претходни импликации во општествениот систем. Ја спомнавте 2021 година, ги кажавте показателите на светско ниво, каде Македонија се движи после 2021 година и кои се показателите тука кај нас? Па овој податок што ќе ви го кажам, ќе биде многу јасен. Наталитетот во Македонија драстично опаѓа. Минатата година имавме околу 18.000 живородени раѓања, а ова година имаме околу 16.700 раѓања. Освен иселувањето, докторе,
тука значаен фактор после изгледа игра и плодност. Да, тој е многу битен фактор. Главна улога игра одлагањето на мајчинството, односно одлагањето на родителството. Денеска жените се повеќе го одлагаат мајчинството, трчајќи по кариерата. Има еден податок во последниве години дека бројот на жени кои што се породиле после 30 година е поголем од оние кои што се породиле пред 30 годишна возраст. Кога ви го кажувам ова, ќе добиете впечаток дека после 30-та година жените се поплодни. Не, тоа не е така. Тоа е така заради тоа што жените се повеќе го одлагаат мајчинството заради претходните причини, како што кажав, кариерата или новиот начин на комфорен живот. Секако дека денеска жената е се активно вклучена во работниот процес, по широката примена на контрацепцијата, сето тоа доведува да жените го одлагаат мајчинството, што не е добро. Кога е во прашање плодноста, колку медицината може тука да помогне со оние своји методи да се намали тој процент? Да, денеска со воведувањето на арт техниките на хумана асистирана репродукција, гледаме како секојдневно растат центрите за инвитро оплодување во сите држави, во голем процент е решен проблемот на неплодноста, зависно од индикациите, во 50 до 60% се решава неплодноста. Меѓутоа, пак ќе го спомнам, стараењето на жените е многу битен фактор и сите оние кои што веруваат во сите овие арт техники, инвитро оплодувањето, не треба многу да му веруваат, заради тоа што годините се години, нивниот биолошки часовник отчукува, а тогаш во тие години јајните клетки што ги даваат се понеквалитетни, хромозомски абнормални и оттаму успехот и со арт техниките не е многу голем во подминати години. Колку во вакви ситуации државата со своји стимулативни мерки може да помогне во надминувањето на овој акутен проблем? Секако дека битен фактор во надминувањето на овие мерки е помошта на државата и тој е најбитниот фактор. Обезбедување на стандардни услови за живење, вработување на младите, по потреба и обезбедување на стамбен простор. Сето тоа ќе го овозможи, ќе овозможи младите полесно, односно побрзо да размислуваат за потомство, бидејќи голем дел од нив го одлагаат потомството заради тоа што не се стамбено ситуирани или материјално ситуирани. Многу е битно државата исто така да даде стимулативни мерки во смисла на тоа да го зголеми бројот на инвитро оплодување да биде бесплатно, сега се 3, да им овозможи 6 до 10 циклуси и исто така во голема мера би помогнале стимулативните мерки за второ и трето дете. И за накрај, целиот свој живот, работен век, го посветивте во една хумана мисија во лекувањето на неплодноста. Која е вашата порака до идните мајки и татковци? Во врз на моето 30-40 годишно искуство во полето на ова проблематика, јас сакам да и порачам на сите парови што побрзо да се тестираат, не мора парови и како индивидуи да тестираат плодноста, мажите да направат обавезно спермограм, иако се уште не се во тој момент заинтересирани за потомство, а жените да ги направат основните испитувања, ехосонографски преглед со кој што ќе се утврди состојбата на нивните јајничници, а по потреба и хормоналски тестови за испитување на нивната резерва, бидејќи, како што кажав, биолошкиот часовник брзо одминува, фертилноста кај жените трае само 15 години, а кај мажите 30 години. Докторе, ви благодарам што бевте гостин во емисијата. Ова се најновите информации на познатиот битолски гинеколог,
доколку сакаме и понатаму да не дозволиме да имаме стара нација, треба час поскоро да се посветиме на решавањето на овие проблеми и примената на овие совети. Студио. Стефче, ти благодарам за вклучувањето.